До крајот на наредната година јавното претпријатие ИСАР би требало да ги подмири сите долгови по разни основи. Во моментот се исплаќа заостанат регрес за годишен одмор, вели директорот Александар Арцовски. Се работи на програмата за работа за наредната 2026 година. Значи, моменталната ситуација покажува дека јавното претпријатие ИСАР навремено, редовно и тековно ги сервисира сите обврски кон добавувачите. Моментално ги исплаќаме заостанатите регрес за годишен одмор, ги исплаќаме буквално по сите основи обврските кои што се доспеани од минатото и тековно ги ствараме. Во моментот ја правиме програмата за работа на јавното претпријатие за 2026 година. Истата покажува дека на крајот на 26-та јавното претпријатие треба да бележи некоја символична добивка од околу 400 до 500 илјади денари. Морам да кажам дека јавното претпријатие не е трговско друштво за кое што неминовно е да генерира финансиска добивка, туку единствено треба да биде ликвидно, навремено да ги сервисира обврските, а со тоа да ги испорачува и услугите кои што ги нудиме на граѓаните, а впрочем тоа ни е и основната дејност. На месечна основа се плаќаат рати по основ на разни добавувачи, по основ на електрична енергија, како и рати за кредитот. Потпишани се спогодби и долговите се плаќаат тековно, а како што посочи Арцовски, не се создаваат нови задолжувања. На месечна основа се плаќаат рати по однос на спогодби за кредитот, кој што е обврска од многу одамна, значи редовно секој месец се уплаќаат средства. По другиот основ, како што спомнавте, имаме извршно решение од скоро 38 милиони денари за неплатена струја кон приватна компанија и таму имаме подпишена спогодба, враќаме месечно некаде околу 4 милиони денари. Значи, како што кажав и во ведниот дел, значи тековно се сервисираат сите обврски, а морам да потенцирам дека не се акумулираат нови обврски кои што треба да доспеат во некој иден период и да останат обврска за некој иден директор. Тековно се извршуваат и сите работи во делот на собирање смет од домаќинствата, одржување на водоводна и канализациона мрежа, како и на проблеми пријавени од страна на граѓаните преку кол центарот.